Лошата жена што го натисна ѓаоло во бунаро. Чита Александар Станојков. Една лоша жена и многу наетчија, сеедно се караше со мажа си и до најпосле премисли мажот да сотри, така да куртулиса од неа. Ја излагал еден ден и ја однесол ка некој сув бунар и го послал шума од озгора да не се познаа тие бунар, та е рекол: немој да те мачи грео жено и да седниш на шумаро. Чунки беше и наетчија жената и се напротив одеше со мажа си, тики која е рече да не седи на шумаро, таа појде и седна за инат на шумаро и се ја ламдиса во бунаро, паднала долу и имајќи во бунаро еден ѓаол, паднала на ѓаоло и го грабнала со обете раце за рогои. Беше се уплашил ѓаол од жената до немајкаде. Таа врескај, тој пискај, таа лути си и врескај, тој пискај што го грло течи, и се молел за некој да појде и да го куртулиса од таа лоша жена, полоше од аспида, та ќе му сторил една голема добрина што ќе се чудел. Слушајќи мажот таа пискотница од ѓаоло и молба, дошол до устата од бунаро и надзере да види кој вика така, и која гледа, жената му држи еден ѓаол за рогои. Едно го виде ѓаолот човеко и дал вик по него: ама бре човече, поможи ми да ме куртулисаш од оваа проклета жена, да ќе ти сторам едно добро што да се обогатиш едно чудо. При се што беше ѓаол, па го пожали него со неа, чунки илјала беше сторил од неа, што била и наетчија. И зел еден прат, та мавнал неколку пати по раце на жената си и го пуштила ѓаоло. Летнал на угоре ѓаоло и многу му благодарил дедека го куртулисал од жената. Знаеш, пријателе, што добро ќе ти направам што ме куртулиса од таа аспида? Ќе земиш едно шише и ќе налиеш од 9 извори вода, та јас ќе појдам при царо и ќе му го поболам уото, што крај да не може да си најди од болештина. Сите екими да не можат да го здравят, а пак ти ќе викаш пред царскиот палат: еким, и ќе те викнат да го лекуваш. Тури му 2-3 капки од водата и ќе оздрави. Сакај пари, колку ти душа сака, да живи ти и дечињата царски. Слушај и друго што сакам да ти кажам. Јас ќе одам и при некој друг цар да му го зболам ото, чунки јас сум определен за цареите да имачам. Да ако те повикаат кај некој друг цар, ти да не едиш при него да го лекуваш, оти после ќе се расипиме. Ти знаеш, оти ние ѓаолите сме за пакост родени, а не за добро. Доброто што ти го чинам сега од немајка да е и може да ме суди сатаната за оваа добро што ти го сторив јас тебе. Ама не и се, ај си со здравие сега, како ќе ми поможи мене късмето, така ќе биде. И откоја се оделија човеко и ѓаоло, човеко налеа од 9 извори вода и отиде пред царскиот конак да вика: еким! Едно беа го чуле од царај и излегле да го викаат и да го прашаат што знае да лекува. Само одво знам да лекувам, му рекол. Отрчале кај царо и му кажале оти еден еким знаел само одво да лекува. При се што имаше околу царо едно чудо екими што го лекувале, па Изим му даде да го викаат и тој еким што викал по сокаци: еким, чунки од никоја билка не беше видел селјамет да му тивни болештината. Отишол при царот човеко и го зел на колено, да му капнал една капка од водата и на час осетил ти ќе му папса болештината. Втората капка уште поарно, третјата капка која му капна веќе совршено беше му поминала болештината и на часо беше си заспал као јагне, чунки неколку дни и ноќи не беше заспал. Сите замолчија да не нешто го разбудат, најпосле го кладоа на перница и спал 24 сати. И едно беше се разбудил царо од соно, го побарал екимо да го види. Му го донесле и го клал до себе, та многу му благодарил за доброто што беше му го сторил. Голем бакшиш беше му дал и со најпрвите нишани го наредил, та го назначил за прв еким да е во царскиот палат. Му подарил и еден најголем сарај таму тој да живеит. Си прати по децата да му дојдат и се прежени за царја сестра што била вдојца и се курдисал да јади и да пие царски и господарски. И се прочул по цела земја за билката што ја имал за уолекување.
По некое време, отишол ѓаволо при некој друг цар и му го зболи луото што крај да не може да си најде од болештина. Чул царо за етимо што го излекувал тој цар и му пратил една книга да го моли да му го прати негојо етим, да му го излекува луото. Не можејќи царо одатаро да му излези, го викнал човек и го начитил со најубава руба као царски етим да се прослави тамо кај што ќе оди и го испратил. Го зеле астерите бабијата од другиот цар со голема чест и слава и го однесле тамо. Едно се представил пред царо и му се јавил ѓаволот со една голема лутина, ватил да му ја врти главата и да му се вали, да растинува со заби и со ногти и му шепнал во умото: „А бре човече, ти не слушаш јас што ти реков тебе? Ти да не идиш кај друг цар да лекуваш, оти лошо ќе патиш. Ја крши си глава од овде, оти сега те растинав.“ Од кога го ислуша човекот ѓаволо, се усука и се најде во небрано. На часо беше му текнало да се отми и му рекол со низок глас како уплашен: „Ти се молам, ѓаволе, не веќе толку многу да не те чуе жената ми. Оти е неа надвор кај ме чека мене да излезам и да ја прошетам низ овој град да го извиди.“ Кога и чул ѓаволот тие збори од човекот, беше оцнал од што се уплашил и беше трештил да бега низ пенџериња и невиден би се сторил од пусти страв што имал од лошата жена што беше го јавнала во бунаро и го ватила за рогои. Од кога избегал ѓаволо, влегол при царо и му турил од водата 2-3 капки во уото и му оздравело. Кога се видел царо оздравен, голема радост сторил и голем бакшиш му дал. Тоа нишани, тоа бовчалаци, тоа пари, веќе од мерата надвор, и го испратил да си оди кај другиот цар пак со големате бабија и чес. Дојдувајќи си кај првиот цар, и тој со голема чест го пречекал и многу се израдувал, оти го излекувал другиот цар. Сега, тој е првиот етим при царо. Седејќи некој месец, му дошло на умо да го запали сарајот кај што седел и да му рече оти му изгорела билката, ако дојде некоја нужда, да нема веќе да лекува веќе ништо, чунки се боеше од ѓаволо да не му ја расипи билката и да не му излези лагата на мегдан. Од кога изгоре палато, му се кажало на царот и на етиму му изгоре палато. Царо за палато не му било гајле, ами само за етиму му беше гајле да не нешто изгори и после да остани без него. На часот дал заповед да му се дај друг сарај, уште поарен, на етимо да живеи. И си седна човекот во другиот сарај, да си живеи со дечињата Паша Иши, да дури бил жив.